Едно од илинданска, друго од опозицијска партија. Дуи не признаваа дека ја поддржале стратегијата за јавна администрација, во која стои дека балансерот е надминат и се злоупотребува. Кога се разгледувала стратегијата во влада, тие биле против, иако во собрание стигнала на предлог од Министерството за информатичко општество и администрација со кое тие раководеа. Според Дуи, стратегијата не е валидна оти не поминала во собрание, а тие биле заштитници на Охридскиот рамковен договор. Таа стратегија која што не помина, туку била само предлог на министрите за информатичко општество и администрација, кои, за волја на вистината во тоа време беа кадри на сегашната влен, законите што дојдоа потоа се закони кои што во своите одредби ги содржа начелото за правична и соодветна застапеност. Демократската унија за интеграција од секогаш била и ќе остане главен бранител на Охридскиот рамковен договор, од кој што произлегува, меѓу другото, и начелото на правична и соодветна застапеност. Стратегијата за реформа на јавната администрација е владин акт од јули 2023 година, усвоен за време на мандатот на ДУИ и СДСМ. А кога официјално беше промовирана, интегративците немаа никаква реакција. Сега одлуката на Уставен за нив е шокантна и удар врз Уставот, па дури организира и протести. Власта ја поздравува одлуката на Уставен. Според председателот на движењето Знам Максим Димитриевски, сите треба да се заложат за квалитет при вработување, без разлика на која етничка заедница припаѓаат. Освен да се залагаме за политичкиот квантитет, треба да се заложиме суштински да добиеме квалитет и да им дадеме шанса на најквалитетните, без разлика кој од која етничка заедница доаѓа или пак од македонскиот народ. По основ на балансерот, Уставниот суд си го кажа своето и јас тука не можам ништо да коментирам. Но како и да е, ја поздравувам таа одлука. Уставните суди одлучија да ја укинат алатката балансер по иницијатива која поднесе антикорупцијска во јануари годинава. Она што се покажало во минатото е дека за да добијат работа имало многу случаи кога луѓето се пишувале со друга етничка припадност.